Разговараме со Марија Спасовска, таа ни доаѓа од го 8 септември од Центарот за дебелина. Добро утро. Добро утро. Колку треба да биде вклучен психологот, психотерапевтот, она што вие го работите во целиот процес? Еве го слушнавме и животот и борбата кој што го имал колегата со тоа што дошол до посакуваната тежина, па повторно се вратил и така до на крај живот со кој што мора да живее. Така. Начин, да. Слушнавме дека тоа е еден комплексен процес на лична промена, за која што пред се треба клиентот или пациентот да биде подготвен, да посакува таа промена и секако во консултација со лекарите да видиме каква е неговата здравствена состојба, за да тој ја прифати таа промена. Нашата улога како психолози во сето тој процес на лична промена е да обезбедиме една сигурна средина за клиентот, каде што тој нема да биде критикуван, нема да биде осудуван, бидејќи најчесто луѓето кои што се гојазни се соочуваат и со такви стереотипи дека не вредат и со самите тоа примаат некаква порака дека треба нешто да променат кај себе. Нашата цел како терапевти, низ тој процес кога ги водиме, е да видиме која е причината што тие дошле до вакво решение, за да се подвргнат на ваков хируршки зафат. Велите да не бидат осудувани, да не бидат стигматизирани. Најчесто тоа се случува во општеството. И тоа е навистина проблем. Па се случува, да, меѓутоа некогаш постојат и здравствени потреби за да се смени начинот на живот. Да. Сега, потребно е прво да му помогнеме на клиентот да видиме дали се разгледани сите опции, сите варијанти, за да тој почне да работи на процес на намалување на својата тежина, дали позади тоа стои некој психолошки стрес или пак некоја метаболно пореметување. Доколку клиентот е спремен, ние секако го водиме низ тој процес на осознавање на причините, кои што довеле до прекумерно внесување на храна, каква е мотивацијата за да промени нешто лично кај себе, да работиме на одржување на таа мотивација и на уште поголемо зголемување на мотивацијата и одржување, што е најважно, на волјата. И сега кога го споменавте тоа одржувањето, често се посегнува по тие некои брзи решенија до посакуван изглед, зборуваме дури и за трендови кои што живот значат. Кога и дали сметате дека во целиот процес треба психолог да биде вклучен, за кога личноста треба веќе едноставно да се погледне во огледало и да рече доста, сега сум задоволна, еве вака треба да продолжам? Тоа не е брзо решение, особено кога се работи на лични промени. Тоа е долготраен процес, како што кажавме, и потребно ни е да го водиме клиентот низ целиот тој процес. Значи, што очекува тој од себе со таа промена пред се? Докаде му се границите, колку сака да се промени? Дали после таа промена е свесен со кои предизвици ќе се соочи? Затоа што видовме од претходните гостувања на лекарите дека тоа е долготраен и макотрпен процес, кој што бара истрајност. Затоа веројатно, и како што велите неколку пати, треба да го водиме, треба да бидете вие присутни во целиот процес. Колку свеста постои кај нас дека вие треба да бидете присутни? Работите во Центарот за дебелина? Па во последно време веќе луѓето бараат помош од психолозите, од психотерапевтите, бараат од некој со кој што објективно ќе ги води низ процесот на соочување со себе. Бараат помош, бараат поддршка и наша задача е ние тоа да им го овозможиме преку нашите психолошки техники и терапевски техники. Сега да го заокружиме разговорот и најважното, задоволството од изгледот, дали е само лична перцепција? Задоволството од изгледот пред се е поврзано од сликата со себе. Она што сум јас вистински. Пол, националност, како изгледам, како се доживувам. Потоа со идеалното јас. Што сакам да постигнам, како сакам да изгледам, кои се моите цели во животот и она што се очекува од нас, која е нашата одговорност. Доколку сите три аспекти низ процесот на сопствен развој на личноста, најчесто во младоста, тоа се случува во адолесцентниот период, се добро интегрирани, има добра поддршка од семејството, а подоцна и од социјалната средина,
тогаш се развиваме во една здрава личност, учиме како да се прифатиме, учиме како да ги залепиме за себе сите пораки на еден конструктивен начин, што ги добиваме од околината, и да изнајдеме адекватни механизми на одбрана со кои што ќе се прифатиме себе си и ќе се помириме со тоа. Понатаму, важно е како личноста низ тој развоен период научила да ги разрешува своите конфликти што се внатре во себе, незадоволството. Сега зборуваме конкретно за изгледот, меѓутоа секогаш тука стои и некоја психолошка позадина, некоја потисната, недоволно изразена емоција. Колку ние сме научиле да ги компензираме овие работи на некое повисоко конструктивно ниво. Да речеме, дали ќе се посветиме повеќе да бидеме шармантни во животот, дали ќе се посветиме на некои интелектуални достигнувања и што е најважно од се, кои вредностни аспекти сме ги прифатиле во нашиот развоен период. Значи, дали тоа ќе се идентификуваме преку имотот што сме го стекнале во животот, дали тоа ќе бидат пријателите, изборот на брачен партнер. Сето тоа влие на тоа како ние ќе ги вршиме тие промени и колку ни се потребни. Значи, пораките кои што ги добиваме во интеракцијата со другите луѓе се многу важни. Каква селекција правиме, кои пораки ќе стигнат до нас, кои пораки ќе ги прифатиме, ќе се променуваме на подобро, или пак едноставно понекогаш во вакви случаи кога луѓето, што сега зборуваме конкретно за подлегнување на оперативен зафат, се свесни за одлуката што ја донеле. Нашата улога како психолози е точно да истражуваме заедно со клиентот, без да го осудуваме, дали он е свесен дека самостојно ја донесува одлуката, а понекогаш тоа е притисокот што го имаме од средината, а за жал понекогаш и од блиските. Ви благодарам. Благодарам за гостувањето.